Само околу 10 милиони денари по основ данок на имот наплаќала општина Делчево во изминатиот период, што е далеку помалку и од многу помали општини. Причина за ова е што општината долг период не направила ревалоризација на вредноста на граѓанскиот имот, што е констатација и на Државниот завод за ревизија. Со ревизијата утврдивме слабости во начинот на администрирање, утврдување и наплата на приходите по основ на данокот на имот и данокот на промет на недвижности, односно даночните обврзници кои се стекнале со дополнителен или нов имот во минатите години не се задолжени со данок на имот, а утврдувањето на пазарната вредност според зоните во изминатите 5 години нема претрпено измени и не кореспондира со постигнатите пазарни цени за поодделни видови на недвижен имот и просечните цени на извршени купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Делчево. Стои во извештајот на Државниот завод за ревизија. Дали по ова општината ќе спроведе ревалоризација? Па да, како што и сами спомнавте и како што стои во извештајот на Државниот завод за ревизија, општина Делчево е задолжена да спроведе ревалоризација на имотот на граѓаните. Тоа само по себе зборува дека и фактот дека општина Делчево прибира некаде околу малку над 10 милиони денари годишно, а пресметките се дека истата треба да прибира некаде над 26 милиони денари или 16 милиони денари годишно повеќе. Тоа е сериозна бројка и сериозна забелешка и ние како општина Делчево во период кој што следува сме приморани и мораме да направиме ревалоризација на имотот. Што ова ќе значи за општината, а што за граѓаните? Значи, реално граѓаните ќе добијат поголема вредност на имотот, а општината ќе собере повеќе данок. Општината ќе има повеќе средства за капитални инвестиции, за нови улици, за нови детски игралишта, за нови патеки, за нови кејови на реките, за нови проекти од социјалата и така натаму и така натаму. Или само по себе, оваа сериозна бројка која што пред малку ја спомнав, дава простор за сериозен развој на нашата општина Делчево. Во овој контекст направена и анализа која вели дека Делчево објективно треба од данок на имот да инкасира околу 26 милиони денари, пари кои ќе бидат инвестирани за потребите на граѓаните. Кога се очекува постапката со репроценката на имотот да заврши? Оваа постапка е малку покомплексна и посложна и пообемна, така да изискува малку поголем временски период. Ние како општина планираме да ја спроведеме негде во месецот на февруари, да ја отпочнеме и јас искрено се надевам дека во некаде таму до почетокот на месец мај дека истата и ќе ја спроведеме. Наплатата на данок на имот за 2025 година во општина Делчево изнесува над 90%. Од физички лица се наплатени нешто над 7 милиони денари, а од правни лица речиси 3 милиони денари.